Без никаква претходна најава и без налог за рушење, градежната инспекција со тешка механизација и со асистенција од полицијата ми го сруши оградниот зид, изграден уште пред многу години на мое земјиште. Со овие зборови, видно вознемирена, пред камерата на Алфа си ја отвори душата прилепчанката Зорка Николовска. Таа тврди дека општината и го узурпира приватниот имот, за тука да изгради малска улица со 2 крака, од кои едниот бил дури и слеп, иако не оспорува дека некогаш тука постоела улица. Долги години е бара улицава, значи ние не се служуваме, ни овај чичко ми, ни ние. Долги години. И се папса. Сега овие 2 години, некако добија, и преку судевне Скопје ние добивне. Николовска објаснува дека незиниот, сега веќе починат сопруг, иако бил тешко болен, 3 пати бил викан на суд за да се сложи да отстапи дел од дворот, зашто ќе му бил исплатен соодветен паричен надоместок, на што тој тогаш и се сложил. Зорка вели дека надоместокот во висина од 6000 денари до ден денес не име ниту исплатен, но појаснува дека незе не и требаат тие пари, туку проблемот е што наместо договорените 30 сантиметри, сега им се одзема 5 пати поголем простор. Јас го видов, се чудо, најдев и онде припаднав. 20 души работници, багери, но што правите, че туркаме. Камо ти налог? Нема вели налог скицава. Нека влегува. Нека ми остави мене до куќата 1,5 метра и зидо нека ми го направи, нека го зема. Значи јас пане се бунам. Ама тој ти вели јас само 30 сантиметри оставам. Ами јас 30 сантиметри до куќана, како ќе влезам назад имам удбар. Ми се плачи. Од Германија ми се јави. Тето рече, кај си дома? Мајка ми рече, паднала во несвест. И турка рече, зидот, оди, молим те, видите што се случува. Идам овде, сестра ми нема. Безуспешни останали и обидите на Николовска да побара помош од општината. Таму никој не ја примал, па таа се сомнева дека за сето ова стојат нечии дебели врски. А е вади тој пријателска улица за 3 кујчи. Слепо ќе прави. А на 10 метра има друга улица тие. Не на 10 метра. Не може леколата да ја внесат. Тој е проблемот. Што од ова е вистина? Одговор побаравме и од пиар службата на општина Прилеп, но од таму никаква повратна информација не добивме. Инаку семејството Николовски тврди дека тапии за сопственоста на спорното земјиште поседувале уште од турско време, ама општинските власти нив сега не им ги признавале. Изреволтирани од ова, Николовски се решени правдата да ја бараат на суд, за што веќе ангажирале и адвокат.